Повторно шоу во судницата каде продолжи судењето Меѓународен сојуз. Скапа облека, довикувања, лични обвинувања. Вака изгледаше рачиштето, на кое денеска Боки 13 побара изземање на судијката Совче Гаврилова. Оти како што вели, била политички инструирана, но и била дел во тимот кој судел во случајот Рекет и веќе имала формирано мислење за него. Таткото на Јовановски пак порача дека ова бил заевистички суд. Вие самата изјавивте дека сте барали изземање со оглед на тоа што веќе сте оформиле мислење во претходниот предмет. Поголем доказ од ова дека судија не може да биде непристрасен не постои. Сепак посочи дека не верува дека неговото барање ќе биде усвоено. Дали вие знаете дека нема да бидете изземени штом закажувате следно рочиште? Јас знам дека нема да бидете изземени. Судијката Гаврилова рече дека ќе го извести претседателот на Кривичниот суд за барањето на Јовановски и го продолжи судењето. Бев под притисок на политички вагабонти и не подлегнав, рече Јовановски, кој директно ја обвини судијката дека секој пат кога ќе вмешал политика, таа му го одземала зборот и го цензурирала. Денешното рочиште не траеше долго. Оти Јовановски имал лоша здравствена состојба, примал терапии и морал да биде во легната состојба. Сепак тој најави дека во наредниот период ќе следувале уште кривични пријави. По завршување на рочиштето, Фросина Ременски, која исто така обвината во случајот, кажа дека обвинителството не ги користело предметите кои биле одземени од нејзиниот дом. Следното рочиште за Меѓународен сојуз е закажано за на 25 ноември.